Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Почитувани слушатели, ова издание морам да признам дека ќе биде специфично, уникатно. Пред се да представам каде се наоѓам, тоест каде се наоѓаме со мојот гостин, во прекрасна духовна атмосфера, со прекрасна духовна музика, во храмот Пресвета Богородица во Битола. А мојот гостин е професор по етика во религија, станува збор за Драги Анастасовски. Пред се ви благодарам што сте присутен тука заедно со мене, во ова прекрасна атмосфера. Се чувствуваме, мислам, дека смирени во Духот Божи и ќе зборуваме за прекрасни теми. И јас многу ви благодарам што ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија, поготово што духовната област ни е едно големо неиспитано богатство и насушна потреба на сите нас да дзирниме во тие ризници Божии и од таа благодат и сила Божја да се храниме катадневно. Еве, идејата да почнеме со темата помирување, опростување и извинување преку празникот Прочка кој што ни предходеше е, мислам, најважна карика за да следат сите понатамошни теми, бидејќи мирот во нас е многу важен за сите нас. Ова емисија ќе ја започнам со дел од Евангелието според Јован, каде што вели: зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, не му се суди, а кој не верува веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божји син. Судот се состои во ова: светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината за да не бидат откриени неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Бидејќи ќе зборуваме за извинувањето, простувањето. Треба навистина духовна енергија, бидејќи живееме во стресно време. И секогаш нервозата, стресот, гневот го бериме во себе и премногу анализираме за тоа дали треба да се извиниме, дали некој нас треба да не се извини, дали треба да опростиме. Како почнува тој процес во нас кога едноставно треба да се ослободиме? Благодарам на обавото прашање. Знаете, јас би почнал со една генеза за тие насушни основни релации на човекот со Бога и на човекот со својот ближен. Знаете, Бог не повикал од небитие во битие, не создал од љубов според својот образ и подобие, ни ја дал слободата како најголем дар, но истовремено и крст, слободно да одлучуваме во животот, но истовремено Бог, како добар родител, ни остави многу пораки и мудрости како да ја најдеме смислата на животот, а преку неја и мирот и радоста во животот. Знаете, човекот е најсовршено живо создание и секој од нас е единствен и со посебни дарови, како и со посебна цел и мисија во овој свет и е повикан да одговори на призивот Божи и тие дарови кои Бог ни ги дал, сме должни да ги оплодиме
преку човеколюбието и братолюбието во нашата непосредна заедница. Знаете, човекот е пред се битие за заедница и ние се остваруваме како личност само преку заедницата, преку другиот. Но за да постои функционална заедница, треба да има љубовни или барем нормални меѓучовечки односи, каде сите се повикани да живеат во мир и слога со своите ближни. Знаете, Христос 10 Божји заповеди ги сублимирал во двете негови познати пораки, мудрости, кои велат првата: љуби го својот Бог со сето свое срце, сета своја душа, свој разум, сите своји сили и помисли, и љуби го својот ближен како самиот себе си. Всушност, втората заповед, љубовта кон ближниот, љубовта кон Бога, се исполнува само преку љубовта кон својот ближен. Бидејќи Христос вели како можете да го сакате Бога кого не го гледате, а ближниот кого го гледате го мразите. А на друго место Христос вели многу важно: бидете едно, како што сме едно јас и мојот Отец Небесен. Значи само тогаш кога сме едно во заедница љубовна, кога се сакаме и почитуваме, ние стануваме вистински деца на небесниот родител и Бог, и само во една таква љубовна заедница со ближните ние стануваме чеда Божи, но многу интересно, тогаш стануваме и корисници на се што е на Бога. Така, децата го имаат во наследство се на своите родители. Така ние кога стануваме наследници Божи, наследуваме и од сета таа духовна ризница и благослов. Значи, само една таква скрушена и смирена состојба на духот во нас се излева благодатта Божја. Значи, благословот и благодатта следи само откако ќе се скрушиме и смириме едни пред други. Од тука би може да кажеме дека празникот Прочка е насушно важен за сите нас и потребен. Празник кој што е ден на сеопштото помирување на небото со земјата, на човекот со Бога и човекот со својот ближен. И во таја состојба на мир и заедница, ние сме во една таква благодатна, духовна, креативна состојба и се отвараме за тој благодатен Дух Божи да се излева на нас и да ја примаме таја сила Божја во нас. Знаете, нашата трезвеноумност, расудливост, креативност зависат од таа наша духовна состојба. И кога сме во внатрешна духовна равнотежа и мир, ние сме, значи, во врска со тие небесни сили, Божји енергија. Еве, силно ќе се надоврзам, токму во Светото писмо пишува: кој вели дека е во светлината, го мрази својот брат, тој е досега во темнината. Кој го љуби својот брат, останува во светлината. Токму за ова што зборувате. Колку нам ни е потребно, бидејќи треба да се љуби нели ближниот. Треба да се прости, треба да се извини. Но по мое, размислувајќи, треба сепак, тоа е навистина и друга тема, но еве, јас ќе начнам, ќе ве оставам пред се да завршите нели тоа што зборувавте, но треба ли да, еве како второ прашање, да се простиме ли на себе си? Тоа може би малку и потежок процес од тоа да се прости некому. Значи, многу интересно исто така прашање. Многу често кога човекот ќе биде во состојба на длабоко покаяние, секој се прашува дали доволно направив, дали доволно се покаја, дали доволно се извинив, дали направив дела на покаяние за и Бог мене да ми прости. И тоа е многу здрава духовна состојба и нема граници на тоа себе укорување. Фактички светителите биле личности кои што до самата смрт се каеле, за онака нивниот свет живот кој што изобилувал со многу добродетели, дела на љубовта и чуда, сепак гледајќи се
себе си во лицето Божјо, колку се слаби и ништожни, било причина доволно за да се презрат себе си, да се уште наоѓаат во себе си недоволно направени дела на љубовта и можност се уште да растат во тој благодатен процес кон Бога. Така да и ние е добро секогаш да гледаме напред, бидејќи колку повеќе се приближуваме до Бога, повеќе ги гледаме нашите слабости. И оттаму уште поголемото покаяние. Колку сме подалеку од Бога, често, за жал, луѓето ќе речат, па јас немам никаков грев, знаете. Со само тоа што ќе кажеме дека ние ништо не сме сгрешиле, кажува во една каква духовна темнина сме, но тогаш кога почнуваме да го почитуваме другиот и да водиме грижа за чувствата, желбите и потребите на другите, ние тогаш почнуваме да се остваруваме како личности на заедницата со Бог. Затоа јас цело време како вовед го кажував дека мирот во нас доаѓа само тогаш кога ќе бидеме во мир со нашите блиски. Не можеме да бидеме во мир со Бога ако не сме во мир со своите ближни. А кога сме во мир со ближните, само тогаш имаме мир во нас. Затоа е насушно потребно секогаш постојано да се преиспитуваме себе си, својата совест и да се трудиме да ги урамнотежиме, да тие односи повторно да ги вратиме во една здрава, барем човечка состојба, ако не христијанска, каде што сме должни повикани да се жртвуваме и да се даваме дури за нашите непријатели. Знаете, Христос за време на својот живот на апостолите им оставил многу важна порака, им рекол: мирот свој ви го давам, за ништо на овој свет да не го давате. А откако воскреснал на Великден, значи првата средба со апостолите, кога им се јавува ни затворена врата, им вели: мир вам. Значи тој поздрав е насушно за нас важен, дека мирот во душата е основа за да можеме да бидеме своји, отворени за промислата и домостројот Божи за нас и улогата и смислата наша во овој свет овде понатаму.
Почитувани, продолжуваме со нашиот разговор. Започнавме нели да се сознаваме себе си, нашата духовна природа. Продолжуваме да споруваме за извинувањето, простувањето, како да се сознаеме себе си, како да му простиме на ближниот и како да го сакаме ближниот. Продолжуваме со друго прашање во контекст на тоа дека еве се трудиме, например, тешко е да се прости кога ближниот не греши. И обратно, и ние грешиме. Никој не е совршен, или? Што кога во тој процес постои некоја пречка и едноставно народно секогаш така го зборуваме, еве душата не дава да се заборави, да се прости, односно да ни се прости. Постои ли некој полесен механизам на избавување, еве да кажеме, надминување на таа негативност, тој затвор, слободно можам да кажам дека еден вид затвор? Да. За жал, ние сами се затвораме преку нашите најголеми непријатели, тоа се нашите страсти и слабости. Се вели на човекот никој не може ништо да му направи толку лошо колку самиот на себе си. И најголем непријател на човекот е самиот тој. Така да нашето спасение, нашето ослободување и нашето олеснување и мир зависат од нас самите, дали сме храбри да се соочиме со себе си и да ги победиме сите тие наши слабости и страсти. Значи, прочка е ден кога треба да ја практикуваме верата. Бидејќи нашата вера е пред се, јас велам, школа на љубовта, каде што сме сите повикани да растиме во љубовта. Знаете, постиме за да ја победиме сластолюбието, страстите на стомакугодието и така натаму. Се молиме за да покажеме љубовта, правиме добри дела, но тие не ни се цел. Сите добродетели не ни се цел. Крајната цел на сите добродетели е да растиме во љубовта. Се што правиме да растиме во љубовта и сме повикани. Сега, најголем непријател за да растиме во љубовта се вели нашите страсти и слабости, како мајка на сите страсти и слабости е гордоста и суетата. И тука е важно на прочка да се соочиме ние со самите себе, со своите слабости и пред себе си, пред другите, искрено од срце да признаеме дека не сме совршени, да ги признаеме нашите пропусти и слабости во животот и да најдеме храброст и доблест да побараме прошка од нашите блиски. Знаете, многу е лесно самиот чин на проштавање да биде со луѓе со кои што сум релативно во мир, така, со кои што не сме се изгрешили, така натаму. Но многу е тешко, а најважно и насушно, баш ние да се соочиме со тие кои што непосредно сме си се повредили едни со други. Дури има една апофтагма многу интересна, оците ја кажале, се вели: прости ми што не ти изгрешив. Знаете, во неја се крие една длабока теологија, имено се вели: не ти изгрешив, брате мој, бидејќи за жал не сме имале прилика да бидиме заедно. А тој поголем грев, кога не сме заедно и не си грешиме, оти тогаш нема можност да растиме во љубовта. А кога сме заедно, само во заедница ние растиме кон Бога, грешејќи си едни кон други, бидејќи нема совршени луѓе, но низ тој процес на помирување и извинување ние растиме едни со други, тие врски стануваат уште потврсти доколку имаме таа храброст и доблест да се помириме едни со други. Но искрено, многу е тешко да побара човек прошка со тие што непосредно живее, така. Има една многу интересна анегдота која се случила во Битола. Еден наш пријател, така, во една прилика ни ја кажа, вика, бев на исповед на Цветници и се подготвував да постам последната недела за да се причествам на Великден. Бил кај владиката на исповед и тој му рекол: брате, ова недела е на вода,
И саботата е единствена сабота која што на вода и во сабота на вечер, на Великден, да дојдеш да се причестиш. Но вика, за жал, во утрото на Велики четврток, жената стана рано, нешто сум сгрешил со бојата, па ме разбуди, почна да ме вика, да ме кара, јас нервозен станав, нешто да ја помагам, таа не престана, вика, да ме напаѓа, и во една таква малце заспана, полузаспана состојба, рече, не сакајки, вика, ја удрив жена милој. Само што кренав рака, сватив дека поќе не сум достоен да се причестам. И сега, што да правам? Но тој човек, знаете, не се откажал така лесно, бидејќи многу важно му било и сакал да се причести за воскресение Христово, и поплане му се на владиката, кај него се исповедал и му вели, владико, вака и вака, ја сгрешив работата, жената со балјето ме налути и јас ја удрив. Што да правам? И владиката мудро вели, знате, денес, утре, сабота, ни леп, ни вода, и вечерта, пред да одиш сабота на вечер на Воскресение Христово се причестиш, ќе побараш прошка од жената. И тој пред сите вели, абе една недела ни леп, ни вода да не пиев и да не јадев, само да не морав да му барам прошка на жена ми. И тоа кажува колку е тешко да се победиме, да се сочиме со нашите блиски и да признаме за својот грев. Знаете, но фала му на Бога, тој човек вели, почнав да пустам, не знам дали ќе имам сили да побарам прошка, но ноќта пред да одам, слава му на Бога, таква благодат и сила ми дојде, што искрено од срце му се извинив на жена ми, така двата заедно, вика, ојдовме да примеме благословот Божи, да се причестиме со телото и крвта Христа. Сега да кажам, навистина ни е тешко да се смириме, да се скрушиме пред нашите блиски, посебно со оние кои што сме катадневно. Но, знаете, еден таков свет однос на почитување и скрушување пред другиот и постојано катадневно наново доживување на другиот како лицето Божјо, да го гледаме за другиот, носи голем благослов. Значи, порано голема била стравопочита на децата спрема родителите, каде што се бакнувала рака на постариот, така? Постариот да каже молитва, па да седнеме на ручек и така натаму. И во еден тој таков свештен трепет и однос, ние растиме во благодатта Божја. Ние, за жал, денес ги заборавивме тие извори и начини на излевање на таа огромна благодат Божја на нас, преку мали тајни на нашето однесување и скрушување едни пред други. Децата пред постарите, жената пред мажот, мажот пред жената и пред своите блиски. Еве за крај имаме навистина многу за зборување, но еве може би дел од нас доживуваат, сакаме например да собираме сила, снага, да побараме прошка, или пак обратно, да сакаме едноставно, знаеме дека некој ни погрешил и не добиваме едноставно од негово, од незина, од нивна страна. Чекаме едноставно да ни се извинат. И едноставно тоа не се случува. Не да кажам дека сме на различни страни, туку може би другата страна не е доволно духовно созреана да го направи тоа. Треба ли да чекаме или едноставно треба да оставиме на времето, ке речеме, па еве, јас колку пати му простив, едноставно од нејзин или од негова страна нема ништо, се случува повторно и повторно, се јавува некоја конфузија. Знаете, паралелно со сета тајна покаяние, извинување, помирување од наша страна, гледајќи ги своите слабости и гревови и признавајќи ги, ние сме многу повикани истовремено од срце, искрено да им опростиме на тие што нас ни
ни сгрешиле. Значи, простувањето на нашите гревови зависи пред се од нашето искрено простување на другите. Се вели во Библијата, со каков суд судиме, со таков ќе ни се суди, со каква мерка мериме, со таква ќе ни се мери. Тоест, нашето помирување и опростување од Бога зависи од тоа ние дали ќе му простиме на нашите блиски. Значи, Бог ни простува само тогаш кога во нашите срца нема да држиме лутина и неопростување на другите. Знаете, се вели, прости му на другиот, не дека тој заслужува да му се прости, но дека ти заслужуваш да имаш мир. Значи, кога опростуваме, тоа го правиме заради нас, сваќајќи дека мирот во нас е многу поважен отколку сеќавањето и држањето на лутината во нас, тогаш реално и нормално е да го направиме тој чекор и заради другиот, но и заради нас. Значи, мирот во нашите срца, во нашите души, тогаш доаѓа само кога ги видиме во мир на сите што сме им сгрешиле, но и во мир со сите што нас ни сгрешиле. Знаете, за велигданските пости посебно луѓето се подготвуваат за да бидат во заедница со Бога и правиме наши мали жртви, нели? Се откажуваме од некои нешта што ги сакаме преку телесниот пост и ништо на Бога не му е потребно, се што правиме заради нас. Тоа е само како показател на нашата љубов, бидејќи само тогаш кога се откажуваме од нешто што сакаме, покажуваме нашата љубов, како се вели, мерка на љубовта е жртвата. Но паралелно, телесниот пост треба да го следи духовниот пост, а тоа што зборувавме, нели? Да бидиме во мир и заедница љубовна со сите околу нас. Самата молитва, Оче наш, има многу важната порака во овој контекст каде што се вели Оче наш кој си небеса, така натаму, вели прости ни ги долговите наши, како што и ние ги опростуваме на нашите должници. Така да овде веќе Бог нема да ни биде судија, туку ние самите ќе си бидиме судија, тоест со каков суд ќе судиме, со таков ќе ни се суди. На друго место во Евангелието се вели, ти кој пренесуваш дар на Бога и сакаш да пренесеш дар на Бога и жртва на Бога, пред да ја принесеш, ако се сетиш дека имаш нешто против својот ближен, остави го дарот, остави ја жртвата, оди и помири се со својот ближен, извини му се или опрости му и потоа донеси го дарот пред Бога. Значи, ниедна жртва не е достојна доколку не сме во мир и слога со нашите блиски, нема да биде примена од Бога. Значи, на Бога му е најважно да сме во заедница и слога и љубов со другите. Имено, сите сме ние деца Божи. И Бог сака да се сакаме, да живееме во мир и слога, бидејќи најголемиот дар и жртва, кој што му е најбогугодно на Бога, е кога ќе се смириме, кога ќе се скрушиме едни пред други, како што се вели, жртвата пред Бога е духот скрушен, срце скрушено и смирено, Бог нема да отврли. Има една многу интересна порака, во однос на опростувањето. Имено, има една случка од житијата на светиите, каде што се доловува насушно важната потреба од опростувањето на гревовите на нашите блиски. Имено, во житието на свети Никифор се спомнува како во времето на гонењето на црквата во првите векови, во таа мала заедница, каде што христијаните се собирале на молитва, крејќи се од римската војска, судите кои ги гонеле, Саприки бил свештеник во таа црковна заедница, но во некоја прилика се скарале со овој христијанин, верник од црквата, кој се викал Никифор.
имено за некоја работа се скарале, но како што во тоа време често биле гонењата на црквите, на тие црковни заедници, во еден упат на римските војници, Саприки, свештеникот, бил уапсен, однесен во затвор и му било понудено прво големи дарови да се откаже од Христос и од верата, потоа како тој ги одбил тие почести, му се заканиле со тоа што дека ќе биде малтретиран, одземен имотот негов, дека ќе биде мачен и така натаму, но тој цврст, имајќи верата и љубовта кон Бога, бил цврст во намерата да остане доследен на љубовта и верен на Бога. Одлучуваат на сред град да биде обесен. Тие луѓе кои што тоа го објавиле, јавно излегле во градот и објавили. При таа вест разбрал Никифор и кога слушнал дека свештеникот Саприки ќе биде маченички убиен и ќе пострада за верата Христова, се сетил дека не се помирени, длабоко му било тешко и он, иако двата носили одговорност за таа кавги недоразбирање, одлучил да се помири и да побара прошка во последниот момент од Никифор пред неговата смрт. Само што го извадили од затворот, Саприкија, свештеникот Никифор истрачал, дошол до него и побарал прошка, уче Саприките, молам, прости ми. Овој за жал се уште држејќи лутината, ја врти главата и не му возреќа ништо на Никифора. Овој упорен, насред патот кога патувале за на плоштад, истрачал по пократки уличина, ја престигнал толпата, повторно побарал прошка од Никифор, но овој исто така, повторно, за жал, не му опростува, но Никифор пробал уште еднаш, пред да се качи на самиот подиум, каде што требало да биде обесен. Никифор излегува пред војска, паѓа на колена, му вика: "Оче, Саприките, молам, прости ми, ти ќе бидеш маченик, Христов воин, светител, како ќе излезам јас пред лицето Божјо, ако не сум во мир со тебе." Но, за жал, лутината на Саприки била толку голема, што тој и во тој предсмртен час не нашол доблест и храброст да му прости на својот ближен. И замисли што се случило. Се качил на бината Саприки и во моментот кога требало да биде извршена пресудата, во него влегува стравот. Излегува благодатта Божја, го напушта благодатта Божја, храброста, силата што имал предходно и пред сите јавно изјавил дека се откажува од Христос и дека ќе му принеси жртва на идолите, тоа што го барале тие. И замислете, во тој момент таа сила и благодат Божја го посетува Никифора, кој што се качува на бината и пред сите јавно, јасно и гласно извикал: "Јас сум христијанин, мене мачете ме, мене убите." И замислете, тогаш венецот светителски требало да го прими Саприки, но заради една голема слабост, неопростување, го напушта благодатта Божја, силата Божја, а со тој храброст и доблеста да остане верен доследно на Христос, и го посетува Никифора, кој што ја прима таа благодат и сила Божја, и во тој момент, заради доблеста, да се смири, да се скруши, иако не бил само тој виновен, но прв да побара прошка, станува денес пример за сите нас како насушно ни е потребно тоа достоинство и чест да поитаме на сите кај што сме сгрешиле, да побараме прошка, истовремено на сите што ни сгрешиле, искрено и од срце да им дадеме прошка, за да и ние да станеме чеда на нашиот Бог, кој не сака сите во лоното свое од сега па до веки веков. Амин. Професор, ви благодарам за овој прекрасен разговор. Навистина барем јас уживав
сигурно сум дека и нашите слушатели ќе уживаат и ќе научат нешто за себе, за ближниот и дека ќе се променат духовно и ќе се приближат кон Бога. Амин. Баш ќе не радува сите ние да тая се вели добродетел радозналоста во Бога, да почнеме да истражуваме во тие ризници Божи, да се храниме од тие големи, огромни за нас тајни Божи и така облагодатени со силата Божја да твориме дела на љубовта за радост на нашите блиски, на нашето семејство и на нашата држава. Уште еднаш ви благодарам. Елиезер